Почитувани гледачи, вие сте со регионалните вести на телевизија Кисименада. Во нив ќе гледате: нема заразени со COVID-19 помеѓу вработените во детските градинки. Карантинот во руралните средини полесно се поминува. Тетово повторно се соочува со прекини во водоснабдувањето. Нема заразени со COVID-19 помеѓу вработените во детските градинки во Тетово и околината. Во скринингот покрај општинската градинка Младост беа опфатени и приватните градинки. Во овој регион бројката на случаи со COVID-19 секојдневно расте. Денес се регистрирани 16 нови случаи. И покрај растечкиот тренд на заразени со COVID-19 во Тетово и околината, добрата вест е што нема заболени вработени во детските градинки. Вкупно 190 лица, негувателки, воспитувачки, административен и технички персонал беа опфатени со дводневниот скрининг, кој беше направен за да се испита дали има заболени од коронавирус пред почетокот со работата и приемот на деца. 150 се вработени во Тетовската детска градинка Младост, а останатите се од приватните градинки во градот и од општинската детска градинка Јаболчиња во Јагуновце. Во сите објекти на градинката Младост во Тетово завршен скринингот на COVID-19 за вработените и сите резултати се негативни, скупно земени се 190 присеви. Исто така и приватните градинки и нивните вработени се тестирани, исто така се сите негативни. Директорката на детската градинка Младост од Тетово Рамија Даути е задоволна што објектите ќе можат непречено да започнат со работа, бидејќи нема позитивни на COVID-19 меѓу вработените. Периодов се прават сите подготовки според протоколот на ресорното министерство, односно се врши надворешна и внатрешна дезинфекција, очекуваат да им пристигнат и топломери, а привршуваат и работите за реновирање на дел од објектите. Беа опфатени 5 објекта во Тетово, еден во Джепчиште, еден во Нераште, еден објект во Боговиње и 6 центри за ран детски развој. Беа 150 вработени и сите 150 негативни. Првиот чекор што го направивме беше набавка на душечиња и на навлаки за душечињата, бидејќи постелнина уште мината година набавивме за сите објекти, така што местото каде децата би поминало едно добро време, значи одморот, веќе е загарантирано дека ќе бидат чисти и средени. Со исто тоа рачунаме дека и со дезинфекциони средства градинката е доволно, има дезинфекциони средства, така што нема да имаме проблем при работа. Нема нови кластери и сите заразени се контакти на веќе заболени лица. Бројката на ковид диагностицирани пациенти достигна 265 од почетокот на епидемијата. Изминатото деноноќие регистрирани се 4 новозаболени лица со корона во Гостивар и 2 во општина Маврово, Ростуше. Граѓаните да имаат трпение и да ги почитуваат мерките, држење дистанца, хигиена и носење маска, порачуваат медицинарите. Нови случаи на заразени со коронавирус на Гостиварското подречје. Изминатото деноноќие регистрирани се вкупно 6 новозаболени лица, од кои 4 во Гостивар и 2 од територијата на општина Маврово и Ростуше. Според податоците од меѓуопштинскиот кризен штаб, последните 24 часа биле направени 16 тестови за коронавирус, додека од почетокот на пандемијата вкупно 454. Поголемиот дел од новите позитивни се без симптоми, а биле тестирани поради контакти со веќе потврден случај. Граѓаните да имаат трпение и да ги почитуваат мерките, држење дистанца, хигиена и носење маска, порачуваат медицинарите. Има одредена недоверба, се изразува, значи, но сето тоа според мене се е одраз на нетрпение, нервоза од неопходните мерки кои треба да се воведуваат, особено пак од карантина, од полицискиот час и сето тоа, но јас мислам дека тие мерки во почетокот го дадоа својот резултат и ефект. Во моментот кога малку така се ослободивме и резултатот, значи, е овој што овие денови се
се покажува. Моментално како активно болни на подрачјето се водат во општина Гостивар 13 лица, Врапчиште 11 и општина Маврово Ростуше 2. Од инфективното одделение во Гостиварската болница информираат дека моментално кај нив се згрижени и се третираат 3 пациенти со COVID-19. Превентивно, синоќа екипи на јавното предпријатие Комуналец извршија дезинфекција на делот со обраќајницата Гостивар Кичево, поради зголемената фреквенција на возила, што од Скопје пред викенд карантинот се упатија кон Маврово и Охрид. Во Тетовско-Гостиварскиот регион последното деноноќие издадени се решенија за изолација на 173 лица. Во Тетово од слобода биле лишени 12 граѓани кои ја прекршиле забраната за движење. Изминатото деноноќие во Тетовско-Гостиварскиот регион Државниот санитарен и здравствен инспекторат издал нови решенија за изолација на вкупно 173 лица. Според податоците од СВР Тетово, од нив 121 се во Гостивар и 52 во Тетово. Полицијата контролирала и 96 лица со решенија за изолација на Гостиварското подрачје. Со оглед дека на сила е викенд карантин, такви контроли во Тетово не се спроведени. Истиот период изјави за самоизолација подпишале 44 лица во Тетовско и 42 во Гостиварско, каде контрола била извршена на 41 лице со претходно подпишани изјави. Во Тетовскиот регион регистрирани се и прекршувања на забраната за движење, односно полицискиот час, како што информира портпаролот на СВР Тетово Маријан Јосифовски. Вкупно 12 лица во Тетовско биле лишени од слобода поради вакво прекршување. Меѓу нив имало лице над 65 години, како и малолетник. Сите се соочуваат со кривична пријава за непостапување според здравствени прописи за време на епидемија. Полицијата казнувала и за непочитување на мерката за задолжително носење на заштитни маски. Во Гостивар казнети се 19, додека во Тетово 2 лица. Уписите за првооделенците во тетовските основни училишта се одвиваат според здравствените протоколи. Прекин во уписот има само во основното училиште Истигбал, но и таму процесот ќе продолжи после 15 јуни. Уписите во сите основни училишта на општина Тетово почнаа според сите протоколи за безбедност на што се предвидени во оваа состојба со COVID-19. Продолжуваат според планираното. До сега во првата недела се запишени 450 ученици. Се надеваме дека брзо ќе заврши и процесот на упис, дека во текот на овие 2 недели ќе се запишат сите предвидени првооделенци. Така да само во едно од училиштава поради превентивни причини. Карантинот во руралните средини полесно се поминува. Работа низ двор во Бавча по некое кафе со соседите. Карантинот во руралните средини поминува поопуштено. Брвеница е една од 5 општини во Полошко опфатени со 3-дневниот карантин. Мештаните со кои поразговаравме велат дека полицискиот час се почитува, а карантинот на село баш и не се доживува тешко. Низ двор врти кругови. Нема кај да идеш. Тоа е. А на по село па ќе излезеш од дворче, а на реша у станција и стане. Да сака нека рече. Тука сум на главна улица, ретко гледам дека возила или луѓе да ходат натаму, тие што имаат бабчичи на сите околу куќа претежно и така денот повреме го поминуваат. Од обиколката што ја направивме и низ околните села, сликата беше речиси иста. Полицискиот час генерално се почитува. Тишина и празни улици затекнавме и овде во селото Челопек, кое со околу 10.000 жители е едно од најголемите во Тетовско. Тишината за време на 3-дневниот карантин во Тетовско ја нарушуваа неколкуте земјоделци кои на нивите ги засадуваа земјоделските култури. Земјоделците велат дека кога започнала епидемијата и покрај намалената продажба, тие не се откажале од нивната дејност. Со исто темпо продолжуваат со своите активности. Продажбата им е намалена, но како што велат, од домашно производство не треба да се откажеме, ако знаеме дека голем дел од границите се затворени, а пандемијата го доживува вториот пик во Македонија. За продање е тешко на оваа ситуација, бидејќи пазарите не работат. Границите се затворени, а ние трудно го даеме. Мастрафите се превише големи.
Тешко е. Еве гледај у Струмица, тие го фрлих, затворени куфините, границите тие го фрлите. И ми е исто така, ако не се отворат границите, така ќе биде и за нас. Во време на полициски час тие се соочуваат со уште еден проблем. Дел они велат дека обработуваат големи површини, но додека трае 3-дневниот карантин, добиле дозвола за движење на само еден член од семејството. Еден човек не може да се справи со толку голема површина, се жалат тие. Кој ќе ради? Само еден не може да се ради. За ниви работи треба повеќе луѓе. Овде дава само една дозвола и тоа денеска да аплицираш, после една недела, 2 недела да ти дава. И во време на пандемија има и такви кои се оптимисти. Земјоделецот Борче Лиевски од Тетовско Фалише вели дека засега добро му оди работата. Моментално не се осеќа толку, барем кај нас, да други дека не знам, али кај нас не. До сега сум немал ете проблем, ништо, се било уреду. А ова сега што го сејам претежно е за стока што го имамо ние, инаку има други работи што и сејам во пазар. Зависи сега што имам, пример купус, ченка, друга шеќера што е, го сејам тој за пазар. Не само пандемијата, туку и лошите временски прилики направија штета на земјоделците. Во месец мај температурите се спуштија под нулата, а дел од засаденото се уништи, претежно зеленчук. Тетово повторно се соочува со прекин во водоснабдувањето. Поради дефекти во старата градска водоводна мрежа, некои населби немаат воопшто вода. Ова е улицата низ населбата Горна Чаршија. Цела недела овој коловоз сплива во вода, која извири од подземната водоводна мрежа каде минатиот месец имаше дефект. Тој се отстрани, но за неколку дена, како што кажуваат жителите од оваа населба, подземната цевка пак пукнала. Дефекти во подземната градска мрежа има постојано, некои се повторуваат на исто место. Слична е состојбата и во дел од населбата Сатмало. Проблемот е најверојатно како што кажуваат и кои што се компетентни за тие работи, се јавуваме секојдневно бидејќи немаме вода, кои ќе се јавиме и кажуваат дека има дефект. Значи во мрежата, таа мрежа е многу стара, па немам видено никогаш да се обнови таа водоводната мрежа, доводната мрежа или водоводната мрежа како да ја наречем, и претпоставувам дека од се од тоа доаѓа да нема вода во градот Тетово. Од секторот водовод и канализација при ЈКП Тетово велат дека очекувале вакви дефекти во овој период од годината, кога има голема штедрост на изворите, од кои Тетово се снабдува со вода за пиење. Сакав да истакнам една работа, дека количината на водата која што бидејќи забраев, количините на вода сега кои што ни надоаѓаат, ни ствараат проблеми затоа што веќе имаме и стар водоснабдителен систем и ќе ни се појавуваат. Од локалната самоуправа засега немаат најави за инвестиции за обнова на градската водоводна мрежа. Тетово се снабдува со вода од 2 водоводи, а моменталната издашност изнесува околу 500 литри вода во секунда, но водата не завршува на вистинското место. Таа се излива по улиците од старите подземни цевки.
Почитувани гледачи, тука е крајот на регионалните вести. Имајте пријатен викенд. Пријатно!